Почитувани граѓани, почитувани новинари, денеска се одржаа фер, слободни и демократски избори. Огромно мнозинство од граѓаните денеска излегоа на гласање и дадоа правец каде ќе се движи државата и општините во наредните 4 години. Каков ќе биде правецот, ќе видиме од резултатите од гласачките места. Денеска победи демократијата, победи слободната волја на граѓаните и покрај обидите за компрометирање на изборниот процес од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Не успеа обидите на ВМРО-ДПМНЕ да ги компрометира изборите. Таквите режимски методи врз слободната волја на граѓаните беа откриени и по нив постапуваат надлежните институции. Ѓорче Петров, Кочани, Македонска каменица се само дел од случаите каде ВМРО-ДПМНЕ со своите режимски тактики се обиде незаконски да влијае врз изборниот процес. Граѓаните денеска на слободни и демократски избори го дадоа својот глас, гласаа слободно и без притисоци, а избирачката волја на мнозинството ќе биде испочитувана. Во име на СДСМ им честитам на граѓаните, на институциите за денешниот успешен изборен ден. Во следната пресконференција во текот на вечерва ќе излеземе и со првични резултати од гласачките места. Повелете прашања. Дали имате веќе некои првични резултати истеки, а ви излегува со некои податоци кои ќе кажат дека во град Скопје, или СДСМ, дека во Битола, како на кој место сте во Скопје? Како што кажа, во текот на вечерва ќе излеземе со пресконференција на која што ќе дадеме, ќе имаме секако резултати од првични резултати од гласањето, пристигнуваат резултати од повеќе избирачки места, односно од сите избирачки места и конечните резултати секако дека ќе ги дознаеме подоцна, но во текот на вечерва ќе имаме уште пресконференции токму на темата резултати од изборите. Други прашања? Андријана? Ѓорче Петров, каменица дека ВМРО-ДПМНЕ се обидело да влијае на процесот. Какви информации имате вие во СДСМ, во што се сомневате? СДСМ уште вчера реагираше на изборните нерегуларности и на притисоците кои што се обидуваше ВМРО-ДПМНЕ да ги направи токму овие места кои што ги напоменавме. Секако и на други места оставаме надлежните институции, исто како што го открија, како што спречија дел од тие притисоци, да го испитаат случајот до крај и секако сите кои што се огрешија пред законот и да одговарат.